80 прехранбени пакети, гелови за раце и заштитни маски вчера беа доделени на семејства во социјален ризик од Банката за храна на Македонија во соработка со Националниот ромски центар. Куманово е шестата општина во која го реализираме проектот поддржан од Европската унија, ВСС Ефект, а хуманитарни пакети на најранливите категории граѓани ќе бидат доделени во 20 општини, информира председателот на Банка за храна Душко Христов. По барање и одобрение од Европската унија добивме да можеме да спакуваме 1620 пакети во 20 општини во Македонија, значи 6 ни поред Куманово. Не дека помалку ги цениме ги така ни беше и релацијата, но целта е да таа храна што ја обезбедивме да стигне до оние кои што им треба. Обично пакетите се околу 17 килограми, значи составот е битен, да едно семејство просечно на недела можеби на некој начин му олесниме животот. Продолжуваме утре, наредните 14-15 општини не чекаат. Општество без глад и нула загуби во храна е визијата на Банка за храна Македонија, која ја остварува преку невладини хуманитарни организации на локално ниво, конкретно НРЦ во Куманово. Се одеше на принципот тоа да биде спрема фамилија, спрема број на членство, минимум треба да имат да се 4 члена. И ние во Куманово, заедно со соработка со Банка за храна претходно, а и со општината, имаме еден преглед кои населби беа фатени претходно, така да сега ќе бидно фатена една ромска населба, тоа е во Бараки, и ќе бидат дофатени еден број на македонци и еден број на албанци, значи граѓани на Куманово, така да пред се тоа се семејства кои немаат приходи од значи не се вработени, се невработени, и имаме семејства кои од одредена здравствен аспект се со одреден инвалидитет или се самохрани мајки. Мисијата на Банката за храна Македонија се состои во собирање на вишоци храна од сите оператори со храна, нивно складирање, евиденција и дистрибуција до сиромашните и социјално загрозени категории наши сограѓани, во заедништво со сите организации, социјалните установи и институции, кои исто така помагаат и се вклучени во борбата против сиромаштијата и гладот. Инаку над 70.000 македонски граѓани имаат само 2 до 3 оброка неделно, покажале голем број истражувања што ги имаат спроведено од Банка за храна Македонија. Големо количество храна се фрла во отпад, а сиромаштијата во Македонија е се поизразена. Има многу гладни семејства што не може да се обезбедат по еден оброк дневно, а не пак 3. Прашањето е како да се направи прецизен систем без пречки во имплементација со кој храната наместо во ѓубре ќе заврши кај оние на кои им е најпотребна.